Министерот Владо Мисајловски најави дека Македонија влегува во најсилната модернизација на армијата од независноста. Буџетот се зголемува за 1,7 милијарди денари, а во 2026 ќе пристигнат хеликоптери, оклопни возила и турски хаубици. Опремата се набавува од САД, Италија, Турција и Франција. Земјата очекува и 50 милиони евра од Европскиот мировен фонд за нова опрема. Планирана е целосна реконструкција на домот на армијата и обнова на хотелот на Попова шапка. Владата издвојува и 1 милијарда денари за платите на пожарникарите. Министерството е прогласено за најтранспарентно, а Македонија останува активна во НАТО мисиите. Во Македонија е формирана првата мрежа на мировни училишта, во која се вклучија наставници од 78 училишта под водство на детската амбасада Меѓаши. Тие ја усвоија декларацијата за ненасилна комуникација, недискриминација и зајакнување на соработката меѓу училишта, родители и заедницата. Министерката Весна Јаневска истакна дека мировното образование е законска и стратешка обврска. Од Меѓаши порачаа дека преку програмата над 300 наставници веќе пренеле вредности на мир на повеќе од 8000 ученици. Бирото за развој на образованието најави поддршка за училиштата за надминување на предизвиците. Наставниците велат дека програмата носи личен и општествен напредок. Мрежата се смета за историски чекор во борбата против насилството и промоција на мирот. Според првите прелиминарни резултати на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина, кандидатот на владеачкиот СНСД, Синиша Каран, е во водство на предвремените избори за председател на Република Српска. Каран освоил 200.116 гласови, односно 50,89%, додека кандидатот на опозицијата, Бранко Блануша од СДС, добил 188.010 гласови или 47,81%. Останатите кандидати добиле околу 1000 гласови. Прелиминарните податоци се заснуваат на 92,79% обработени избирачки места, а конечните резултати се очекуваат за 5 дена. Од вкупно 1,26 милиони регистрирани гласачи, на изборите излегле околу 35,78%. Грчките земјоделци подготвуваат масовни протести низ целата земја, со блокади на автопатите, пристаништата и царинските пунктови од 30 ноември до 5 декември. Решението беше донесено на големото собрание во Никеја, каде земјоделски здруженија договорија координирана ескалација. Најголемата блокада ќе биде на автопатот Атина, Солун. Земјоделците го изразуваат незадоволството поради доцнењето на субвенциите од ОПКП, намалената финансиска поддршка од Европската унија и последиците од корупцијскиот скандал со лажно пријавени пасишта. Иако дел од долговите се исплатени, тие велат дека проблемите се системски, високите трошоци, ниските откупни цени и големите маржи. На протестите ќе им се приклучат и сточарите, поради масовните загуби од овчаси паница, со над 417.000 угинати животни. На референдум во Словенија, граѓаните го отфрлија законот за асистирана еутаназија за терминално болни лица. Според делумните неофицијални резултати од 95% преброени ливчиња, 53,07% гласале против, а 46,93% позитивни. Законот се смета за отфрлен бидејќи мнозинството гласаше против, а истовремено бил постигнат и потребниот кворум, најмалку 1/5 од избирачите, минимум 339.205 гласа, да се изјаснат против. Пребројаните податоци покажуваат дека 346.815 гласачи гласале против. Излезноста била 40,31%. Официјалниот резултат ќе биде потврден по 4 декември. Законот требаше да им овозможи на терминално болните пациенти право на доброволно завршување на животот, со исклучок на лица со ментални заболувања. Јапонија подготвува голема реформа. Од 2026 година биткоинот, етериумот и околу 100 токени ќе се третираат како финансиски производи со фиксна даночна стапка од 20%, наместо досегашните 55%. Со тоа Јапонија се изедначува со САД, Британија, Франција и Германија. Новата рамка вклучува 3 клучни промени: даночен паритет со акциите, класификација под законот за финансиски инструменти со строги правила за транспарентност и инсайдерско тргување, и бела листа од 105 токени кои ќе добијат регулаторен статус. Ова може да врати голем капитал во земјата и да отвори пат за локални биткоинти и етериуми. Според процени, приливите во 2026 може да достигнат до $800 милиони. Со реформата, Јапонија ќе стане една од најјасно регулираните криптодестинации меѓу Г7. Русија и Кина планираат повеќе од 80 заеднички инвестициски проекти, вредни околу $200 милиарди, изјави рускиот представник Борис Титов. Русија воведува даночни олеснувања за кинеските компании да преминат од увоз на локално производство, а како успешни примери се наведуваат Хавал, Москвич и новиот Волга.
До 2025 година, кинеските бизниси се очекува да регистрираат околу 13.000 компании во Русија, што е повеќе од западните фирми на пазарот. Во Сијан се одржува 6-тиот руско-кинески претприемачки форум, посветен на продлабочување на соработката меѓу малите и средни претпријатија. Вулканот Хаиле Губи во североисточна Етиопија еруптираше по повеќе од 10.000 години мирување. Експлозијата била многу силна, испраќајќи облак од пепел висок до 15 км, кој стигнал и до делови од југозападниот арапски полуостров. Сателитските снимки покажуваат големи количества сулфур диоксид, а поради тешката достапност на регионот Данакил, информациите засега се ограничени. Етиопските медиуми потврдија активност во регионот Ертаале, а очевидци опишуваат силна и необична експлозија.